Здравиот начин на живот и здравата исхрана е се поактуелна тема за која што почнаа да зборуваат и градските власти. Именно покрај многобројните инфраструктурни проекти кои се во тек и се очекува нивна реализација. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов повторно го актуализираше проектот Овошје за секој ученик. Именно, откако советничката од опозицијската партија во Советот на град Скопје Светлана Коларич го потсети Шилегов дека овој проект е во неговата предизборна програма, а се уште не е на повидок негова реализација. Шилегов одговори дека приоритет во однос на учениците бил ставен на тоа во какви услови ќе учат, а не што ќе јадат, зашто изминатиот период беа реконструирани и 11 средни училишта. До крајот на мојот мандат, меѓу другото, ќе има средношколци на град Скопје и по едно парче овоше дневно. Она што навистина би сакал да го земе како предвид, кога ги определува човек приоритетите, за мене можеби поприоритетно беше да извршиме реновирање на училиштата каде што учат средношколците во текот на оваа година. Лично мислам дека ќе успееме во текот на оваа учебна година да овозможиме на нашите средношколци да здравиот оброк или парчето овоше во текот на еден ден го имаат на своето мени во текот на денот. Кога станува збор за овозможување на соодветни услови за следење на наставата, Шилегов истакна дека за првпат оваа година бесплатен превоз добија сите ученици од средните училишта на градот Скопје, без разлика на оддалеченоста од местото на живење до училиштето. А во план е во овој проект да бидат вклучени и учениците од приватните училишта. За сите средношколци без оглед на местото на оддалеченост на живење дозволивме бесплатен превоз во текот на оваа година. За прв пат откако, да речам, постои концептот на бесплатен превоз на ученици, не ги дискредитиравме, работиме на концепт со тоа право да бидат опфатени нашите помлади сограѓани кои што се ученици во приватните училишта, меѓутоа финансиската состојба, односно балансирањето на тој тип на категории во буџетот, веројатно ќе ни овозможи или во текот на наредната или по другата година да ги изедначиме сите средношколци по правото на бесплатен. Најдобрите средношколци спортисти од Скопје неудамна се вратија од Нирнберг, каде што се надпреваруваа во ученичката средношколска лига, финансиски поддржани од градот Скопје, потенцираше Шилегов.